Марко си вози точак штубаво надвор, на воздух и на сонце. Марко, дали ме слушаш? Да, сега сме кај гимназија Орце Николов. Не располагам добро со овие гаджети, треба уште да имам курс како се приклучуваат, меѓутоа ние севте. Тука сум сега во непосредна близина на Скопската зоолошка градина. Може да забележите дека е прекрасно. Да, забележуваме. Денеска времето. Веќе се на лице место Алек Георгиевски и нашиот колега Наум. Може малку и тешко ме слушате, бидејќи има транзитни возила тука по булеварот Илинден. Но ние само да најавиме, ова ќе ни биде практика во иднина да можеме да пристигнеме од А точка до Б точка и да ги потикнеме секако граѓаните што не гледаат со овие наши ветерани во велосипедизмот, па и оние кои што можеби се на почеток во своите нови велопроекти, да искочат со седели од својот автомобил и да можат да го искористат главниот град како едно убаво дизајнирано решение со велособраќај. Еве сега сме на собраќај. Повтори уште еднаш. Кај зоолошка градина си сега, така? Кај зоолошка градина и да, има и прилично редица, веројатно си се рекреираат луѓето, така што за некоја минута веќе пристигнеме на познатата Фонтана парк, каде што Алек Георгиевски ќе најави две тури, да не се повторувам, бидејќи знам дека го завршувате оброкот на денот. Овој викенд, ако не послужи времето, најавени се дождови, веројатно ќе се одвива новата бистра велосипедска тура, која што ќе се посетат прилично добри убави селски идили, како што е Галичник и така натаму. Не знам дали во моментот ме слушате, се е во ред? Да, се е во ред. Малку од време на време може Марко, од време на време можеби со мал прекин, но добро те слушнавме и те разбравме, а и те видовме. Пристигнуваш до местото каде што ќе го водиш твојот разговор со Алек за Бистра Адвенчер 2022, планинска велосипедска тура, која што ќе ни каже Алек во продолжение кога и како се организира и за кого е наменета. Видовме и Марко како со својот велосипед патува од Телма телевизија до Мисечини фонтаната во градскиот парк, каде што ќе зборува со Алек прв до врв, поточно познат од таму, а се организира една планинска велосипедска тура Бистра Адвенчер 2022. Накратко го најавивме тоа со Марко, но Марко е веќе пристигнат и ќе може во продолжение да слушнеме повеќе за оваа велосипедска тура, особено добра за оние кои што го практикуваат планинскиот велосипедизам, кои што се кондицијски добро спремни, а за организацијата и за начинот на пријавување и за тоа како ќе се реализира и кога во продолжение. Марко! Си ја земав и ката, не го крадам на лице место, не ја крадам, ама ќе си направиме една мала гозба на крајот од ова вклучување. Практикуваме фитнес оваа сезона, практикуваме велосипедизам, планинарење и што уште не. Вчера имавме прилика да уживаме кате во олтајмерите, а мој пат од автомобилот ќе се префрлиме на велосипедизмот. Може. Е сега. Побиле. Ти благодариме. Ќе правиме едно кусо кафе веднаш по разговорот. Алек, добро ми дојде вака во едно убаво open air издание на утринската на Телма. Сефто си правиме вака сега јас и ти. Да, многу добра идеја. Супер што се најдовме вон студио. Да знаеш дека за 7 минути боку не сум се испотил никогаш во животот, меѓутоа брзав за да го испробаме овој линк и оваа пракса, за да можеме да направиме една поинаква динамика во етерот и на гледачите и на оние кои што ве следат како прв до врв како организација долги години. И се сеќавам на првите почетоци, вашите први стапки, кога го организиравте прв до врв, па потоа следуваше дедомразовска трка, штафетни трки и така натаму, и сега доаѓаме до една поинаква, малку да кажам поекстремна велосипедска тура која што ја најавувате, иако погледнав материјали кои што сте ги имале во минатото и мора да признам дека совршена комбинација, планина, убаво време и луѓе кои што сакаат да искочат од својата комфортна зона да се вклучат на бистра планинската тура која што ве чекува 18. Така е, зборуваме најпрво за Бистра Адвенчер. Тоа е планинска велосипедска тура на планината Бистра, која што прави еден многу убав круг преку планината, почнувајќи од местноста така наречена Тони вода над Маврово, кон Лазарополе, Тресонче, Галичник и повторно назад. Значи, според многумина, јас за да не звучам нескромно, тоа е најубавата тура
во Македонија, па веројатно и пошироко. Ти кажав дека периодов кондицијски се подготвам, бидејќи ти кажав дека прв пат ќе имам и јас ваков предизвик. Ја сретнав и Ивана со семејството баш викендов и спомнав дека се подготвувам, така се сретнавме на Средноводно. Па потоа и нејзиниот сопруг, ами неколку пријатели ми кажаа за оваа тура, која што имале во минатото како искуство и велат дека ова е малку искусено, има некоја од 90 километри, ова е од 60 километри, исто така како велиш ти, средно тешка планинарска велосипедска тура. Да, значи таа која што ја спомнуваш од 90 километри, порано се организираше трка на таа патека. Ова е малку скратена бидејќи онака е тешка турата, средна кон тешка, бара не е за плашење, значи човек што е во, да кажеме, што се бави со спорт, макар рекреативно, што нели не е почетник, нема да дојде неподготвен, туку и сезоната за себе бил активен, нема да ќе се помачи, меѓутоа ќе помине турата. А на крај, нели, кога ќе ги сумира впечатоците и ќе заклучи дека вредело. Јасно. Да, затоа што навистина тоа се едни од најбавите пейзажи. Еве, за вашите гледачи ја кажеме дека голем број на музички спотови, документарни филмови, значи кадри во филмови се снимани на тие локации, бидејќи навистина пейзажите се фрапантни убави. Да. Сега ми спомена, нели, пред да се вклучиме во живо, колку време имаме за да можеш да апелираш до сите оние кои што сега за сега се вклучени, нели, бесплатно учеството на самата трка, секој си носи своја одговорност, нели, за истото, да ја почитуваме планината и нејзината метеопрогноза. Веќе најавивме утринава со Ивана и во студио дека не очекуваат дождови, поточно се најави мала дестабилизација, барем колку што има прилика да погледнам 70% дожд е најавено. Тоа значи дека има опција, алтернатива друга да се презакаже трката и ќе бидеме со вас во координација за да ни спомнат. Значи ние временската прогноза ја следиме буквално постојано и сега за сега се подобрува временската прогноза за недела, за 18 септември. Меѓутоа, доколку има било какви наговестувања за дожд или студено време, турата би ја презакажале за 25 септември, значи една недела подоцна, затоа што планинскиот велосипедизам значи дозволува да се вози на неубаво време, луѓето ако се убаво подготвени и облечени може да ја поминат турата и на постудено време и на дожд, меѓутоа за целосен впечаток, значи подобро би било да има поволни временски услови, значи сепак тоа е планина. За поискусните нема да биде проблем да возат и како што сме возеле, нели, во минатото на други тури, на други настани и во полоши временски услови, меѓутоа за целосен впечаток и за оние што се по-неспремни е подобро да имаме сончево време и потопло време. Сега сезоната е на одменување, значи нели доаѓаме кон есента, меѓутоа се уште ќе има убави денови и ќе следиме доколку оваа недела Не ни го возможно. времето е барем, значи ако е неповолно ќе одложиме за една недела. Сите оние, како што кажа, турата е бесплатна благодарение на нејзините поддржувачи. Сава осигурување и Сава пензионско друштво. Меѓутоа секој учесник и покрај тоа е пријавен во настанот, имаме негов контакт и на време, а тоа значи до утре до крајот на денот ќе го известиме доколку турата се одложува. Доколку не се одложува, повторно ќе го известиме за сите детали кои што се битни и важни за денот на настанот. Каде го објавувате лек сето тоа како информација за да... Значи покрај тоа што на сите канали на социјалните мрежи објавуваме, праќаме и на мејл адресите на секој учесник бидејќи при пријавувањето секој остави негова имејл адреса. Би сакал, сигурно дека јас и ти разговараме сега тука кај плоштад, поточно кај Фонтана, на централно градско подрачје, и да ти инсерти веројатно од минатите издани и така натаму. Пошто е специфичност на тоа што се посетуваат прекрасни селски или планински масиви и така натаму, велиш средно тешка, сепак треба да има еден добар подготвителен претходен тренинг за да може луѓе кои што се малку да речеме поаматери во сето ова да се вклучат за прв пат во ова. Не може да дојде некој што не бил активен сезонава, значи треба да има редовни активности, кондиција. Еве како пример ќе наведеме дека треба да има барем еднаш неделно физичка активност, дека може без проблем да се искачи до врвот на водно, затоа што сепак оваа тура е во, нели, вон урбана средина.
се поминуваат 60 км, 1500 метри висинска разлика, што не е малку, значи тоа е за илустрација како два пати да се качиме да врват на водно со велосипед. Само да Меѓутоа прашам, по од која висинска разлика се качуваме до 1500? од 1600 метри, не се качуваме до 1500, 1500 севкупно ќе совладаме угорници. Севкупно, ја мислам дека да речеме ако е Скопје на 300, па да се качуваме на водно, нели, до некоја... Значи да се качиме до врвот на водно е отприлика 800 метри, Така. значи два пати би било Овде 1600. се кажа ми кажеш 1500 без исклучок. Да, 1500 без исклучок и тоа по земјан пат, значи на водно, нели, по асфалт е многу полесно отколку по земја. Значи сепак не може да дојде некој наивно, неподготвен, дека само да биде привлечен од, нели, убавината на локациите, сепак треба да биде да има зад себе километража сезонава. Подготвителна настава ни треба претходно, меѓутоа ни треба и добра опрема, тоа е нешто што ни е неопходно за да бидеме, нели, подготвени особено за ваква... По добра опрема се мисли на исправен велосипед, кацига на главата, резервни гуми со себе, затоа што ова Се случуваат незгоди, да, и се оди во предели каде што првата комуникација, да кажеме, со некаква помош или со асфалтен пат или со населено место може да биде 2 до 3 часа и 30 км планински пат. Затоа треба секој да биде свесен дека треба да има исправен велосипед, резервни внатрешни гуми, облека за во планина, затоа што може да биде топло времето, меѓутоа може наеднаш и да заврне, да застуди, ветар да задува, да падне температурата дури на 10 степени. Иако нели сите мислат дека е лето, дека не може да биде ладно, сепак тоа е планина. Тие што живеат во градска средина не се свесни за тоа какви временски услови може наеднаш да настапат на такви надморски височини, бидејќи во еден дел на турата скоро до 2000 метри се искачува патеката, така да тоа е 60 километри подсетуваме, последните минути ќе ги искористиме во утринска Телма. За малолетните лица кои што се пријавуваат, одговорност на лице старател или родител, ама тука би сакал сега да споделиш, вода е задолжително, храна секако, ќе си направиме добри фотографии, да најавиме и бизнис рантрката која што ќе биде доколку се случи да се одложи можеби, ќе биде што се вели близо со датумот. Така беа и лани во ист викенд и сега можеби ќе западнат, можеби не, за Бистра Адвенчер да резимираме дека секој треба да да дојде покрај физички подготвен со облека. Значи сето ова ќе го пишува и во пораката пред наставно што ќе добие секој учесник, меѓутоа еве за гледачите да кажеме дека вода се зима од природни извори, има на некои 5-6 локации долж патеката, има сосема доволно, нема ништо поубаво и нема поубава вода. Од таа, значи нема ни една фалширана вода не може да го надомести тоа. Топла облека, исправен велосипед и тоа е тоа, ќе информираме на време дали ќе се одржи во договорениот термин. Ние ќе пренесеме информацијата, биди сигурен и бесплатно учеството, тоа треба да го потсетиме. На прв до врв, така се пријавуваат? Пријавувањето е на прв до врв, значи и покрај тоа што е бесплатно, мораме да имаме евиденција кој доаѓа со нас, колку луѓе биле, доколку ни недостасува некој за да може да го побараме, затоа оставаат и телефонски број за да може да ги бараме. Така да тоа е тоа и нормално, на сончев ден во планина потребно е и средство за заштита од сонце, добра фотокамера за сите оние пейзажи што ќе следуваат. И само љубов и адреналин, ништо повеќе не ви треба. До сега имаш отприлика бројка колку се пријавија? Случувајќи се и себе. Во моментов нешто изнад 250 учесници. Да кажеме, лани имавме 170, оваа година уште повеќе, што е добро. Иако ќе кажеме, оваа тура се одржува уште од 2016 година, добро позната, многу посетена. Порано стартуваше во Тресонче, сега стартува од над Маврово, заради подобра конекција за пристигнување на автомобилите. Така да и уште да кажеме, не одговорив за малолетните лица, не може да дојде малолетно лице, доколку не е во придружба на неговиот родител или старател, затоа што сепак одговорноста и за секој поединец возрастен има некаква повисока форма на одговорност отколку нели возење на кеј или во град, затоа што сепак се оди во планина, во дива средина, каде што може да има неполни временски услови, дивеч и бачила со кучиња чувари. Колку знае да биде прекрасно, понекогаш може да биде нели со некои несакани ситуации, меѓутоа затоа интересно е тоа што имаш предизвик и со сето тоа да се соочиш па да знаеш што те очекува во следните вакви. Јас оваа тура ја имам возено и сам, и во друштво, и во група. Сакам да ги кажам, Зарем и сам ја имаш? И потполно сам имам неколку пати возено, така е уствари и трасирана турата, нели, за да се случи. И
Сега овој разговор нема за цел да ги исплаши гледачите дека е нешто многу опасно, меѓутоа одењето во група, организирањето на ваков настан за да се извози оваа тура во група ги намалува ризиците многу повеќе отколку да си сам во планина. И токму тоа е нели привлечноста да се дојде на овој ден кога ќе има 200-300 луѓе кои што ќе може покрај тоа што ќе се дружиш со нив и ќе си поминеш убаво, тука се да ти помогнат, да помогнеш, да бидеш солидарен. И така да тоа се предностите, меѓутоа и секој треба да биде свесен дека треба нели има некои одговорности за однесување во планина, како да не се повторуваме, ги набројавме сите. Да, мислам дека сме многу кревки, колку и тоа да мислиме понекогаш дека сме многу мокни, планината си диктира свое темпо на метеопрогноза, мајка природа си создава свои некои нели граници и можности, меѓутоа сепак треба да бидеме во нејзина корелација, поточно во симбиоза со истото. За крај, бизнис ран трката до 23 ако не се лажам се пријавуваат, така? Бизнис трката се случува во сабота на 24 септември, исто така тоа е еден доста популарен настан, меѓутоа тоа е наменет да кажем одма за деловната заедница. За бизнис елитата. Не само елитата, значи тоа се штафетна трка во трчање каде што учествуваат компаниски тимови составени од 4 луѓе во мешан родов состав, значи мешани машки и женски, доста атрактивен, популарен настан, доаѓаат значи буквално стотици компании со своите тимови, убав тимбилдинг настан каде што може да се дружат и луѓето нели од една компанија интерно, меѓутоа и да се измешаат, да направат, да се вмрежат со останатите луѓе од деловната заедница, така да до 21, не до 23, до 21 септември кој сака да се пријави на овој настан. И да истиот сајт. Исто така на prvdovr.mk за двата настани. Таму може да се види, да се следи и види на што следува од тоа што ние го организираме. Календарски се овие два настани кои што може да ги најавиш за септември и октомври, нешто што ќе следи до крајот на годината како Дедомралска трка, сигурно ќе биде повторно, ама ќе се дружиме ние во студио, ќе се дружиме на терен. Што е она што може само да го препорачаш кај или апел да пратиш кај гледачите, бидејќи кога те гледам се потсетам на едни први почетоци како што ти кажав, кога заедно со Цеце ги водевме првите настани на прв до врв и ми прават една таква убава емоција во срцето на почетоците твои и тоа колкав ентузијазам имаш да го пренесеш тај како искуство и знаење, нели ете како една вела култура што треба да си ја практикуваме, а Скопје навистина ни го возможува истото. Така е, значи еве 10 години одбележуваме оваа година, прв до врв. Да, и тоа многу убаво се совпадна со тој растечки тренд на активен живот кај луѓето. Значи наменување на навиките, на практикување спортови, дали индивидуални, дали тимски. Не е важно, да. Не, сакам да кажам дека и успехот на нашата организација, на настаните што ги организираме, се должи токму на тој позитивен тренд луѓето да се освестуваат и да почнуваат да се бават со спортови, затоа што нели ние и да нудевме настани каде што немаше да дојдат луѓе, да немаше ваков одзив од стотици илјадници учесници, еве како што има на настанот на Водно, во повеќе илјади учесници се брои присуството. Значи веројатно немаше и ние да бидеме атрактивни за гостување кај вас и слично, така да излезе комплементарно дека менувањето на навиките на подобро, на здрав начин на искрено практикување спорт се совпадна со тоа да има потреба и од спортски настани, без разлика дали се рекреативни, надпреварувачки и од било кој дух и побуда. Знаеш дека си ми еден моите подраги пријатели од времето, остануваш консеквентен, конзистентен со лојалност кон велокултурата, овој пат малку и по адреналинските спортови кои што ги потикнува истото. Прв до врв и понатаму нека нижи големи успеси, нека не собира, нека ни го прави тоа убаво заедничко создавање на таа велокултура и се гледаме секако викендов. Се надевам доколку ли не се одложи ќе информираме, ќе ни дадеш нотификација за истото. Благодарам многу уште еднаш за поканата. Вие сте навистина вистински пријател на прв до врв. Секогаш сме добре дојдени кај вас да ги споделиме нашите информации и би упатил апел до вашите гледачи да се бават со спорт, да живеат здрав начин на живот и да не го пропуштаат било кој настан од било кој што го организира, а што е посветен на природата, на спортот и на здравиот начин на живот.